одобрувањето на нашата конференција, да го најавам и настанок со доделување на меѓународната награда Драги за најдобар превод од македонски јазик на друг случај англиски, кој што добива нашата истакната македонска Кристина Крамер и исто така нашиот познат преведувач Роли Грау, кој што бил учесник на меѓународната школа за семинарите за македонски јазик. Овој настан се држа во рамки на конференцијата и збогатува нашата програма. Организатор на доделувањето на наградата и воопшто е издавачката куќа Антолог, во која што за награда одлучува специјална комисија, чие што образложение ќе ви го прочита подоцна Жарко Кулјучиски, собственик на Антолог, а се организира во соработка со Филолошкиот факултет Блаже Корански Скопје, значи нашиот факултет, и затоа сега му давам збор на нашиот декан, Владимир Мартиновски, да се обрати во врска со доделувањето на наградата. Почитувани драги колешки и колеги, навистина ми представува огромна чест да ви се обратам на оваа свечена церемонија, која се одржува по трет пат, меѓутоа прв пат се одржува во Конгресниот центар на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Предходните 2 години церемониите се одржуваа на Филолошкиот факултет во големата аула. Пред се поради тоа што во соработка и во договор се разбира со издавачката куќа Антолог, се договоривме дека најубавото место врзано со нашиот драг колега Драги Михајловски. Вчера и денеска говоревме за многуте врски меѓу Македонија и Соединетите Американски држави, Канада и така натаму. Секако дека преводот, книжевниот превод е една од првите асоциации за книжевниот превод, кога говориме за преводот англиски јазик, е името токму на Драги Михајловски. Само да се подсетиме, тој е преведувач на целокупното творештво на Вилијам Шекспир, но и од епот Беовулф, преку Загубениот рај на Милтон и така натаму. Значи, еден колосален преведувачки опус и прекрасно е што уште во темелите издавачката куќа Антолог останови две награди. Едната награда е за превод од македонски јазик на други јазици, на дела. Првата добитничка беше Александра Јоаниду за преводот на книгата Мојот маж на Румена Божаровска. Вториот минатата година добитник беше Бенијамин Лангер за преводот на романот Пиреј од Петрема Андреевски, а годинешните добитници ги имаме тука и многу се радуваме што токму во рамките долго дискутиравме кој е најубавиот миг и им благодарам и на координаторките и на целиот организацијски одбор, секако и на издавачката куќа што го одбравме, мислам, најсовршениот миг токму во овој аудиториум и во рамките на оваа конференција да се одржи доделувањето на наградата за најзначаен превод на книжевно дело од македонски јазик на Кристина Крамер и Роли Грау. Сега би му дал збор на... Може би треба да споменеме дека секако вториот дел од наградата ќе се случи наскоро на Филолошкиот факултет. Се уште не го знаеме добитникот, тоест добитничката. Може би требало да ги споменеме имињата на првите добитници. Златко Панзов за превод од унгарски јазик првата година беше, а колешката Анастасија Ѓурчинова минатата година за превод од италијански јазик. Се уште е суспензија, нели, околу вториот за втората награда, но ќе се знае наскоро, односно на 2 октомври ќе биде доделена. Сега би го поканил колегата Жарко Кулјучиски. Сите сме нетрпеливи да го чуеме и образложението на комисијата. Повелете. Благодарам. Благодарам, Владимир, благодарам Сташа за прекрасната најава и полна со информација. Јас не би должел многу, бидејќи комисијата беше прилично инспирирана од сработеното на Грау и Крамер
и напише едно исцрпно образложение, така што прво би го прочитал образложението на комисијата, која за жал не можеше денес да присуствува, ги праќа своите срдечни поздрави до сите вас и се извинува бидејќи не може да присуствуваат, спречени се да дојдат, но ќе имаат можност да се дружиме во некоја слична во едно слично друштво, се надевам во некоја следна прилика. Образложение за интернационалната награда Драги 2025. Добитници на меѓународната награда Драги 2025 за најзначаен превод на книжевно дело од македонски автор се Кристина Е. Крамер и Роли Грау за преводот од македонски на англиски јазик на книгата Долго доаѓање на огнот од Ацо Шопов. Преводот на изборот од поезијата на Ацо Шопов представува културен и книжевен настан од прв ред во афирмацијата на македонската литература надвор од нејзините национални граници. Со овој превод, делото на еден од најголемите македонски поети конечно добира ноправно место во англофонскиот свет, каде што досега беше речиси непознат. Грау и Крамер создадоа превод што на извонреден начин ја спојува поетската инспирација со филолошката прецизност. Критичарите го истакнуваат нивното мајсторство да ја пренесат целата лепеза на поетските изрази на Шопов, од космичките визии на душата до интимната еротика, од документарната острина во наблюдувањето на природата до топлината на татковската грижа. Нивната работа беше оценета како блескава и прецизна, како превод што со силата на ковачи ја преточува огнената енергија на поезијата на Шопов и докажува дека една мала нација може да создаде големи поети. Книжевната и академската рецепција на преводот е импресивна. Навистина е таква. Бројни рецензии и критики во САД, Канада и Европа, препораки од истакнати преведувачи и професори, како и изборот на Europe Now за една од омилените книги во превод за 2023 година. Научни и јавни презентации во Париз, УНЕСКО и НАЛКО, во Македонија, струшките вечери на поезијата, во Токио, Торонто и други центри дополнително ја потврдуваат интернационалната циркулација и значењето на делото. Особено е значајно што преводот не остана само во доменот на книжевноста. Тој инспирираше современи музички композиции на канадскиот композитор Майкл Спиров, кои ги вклучија англиските верзии на Шопов во својата изведба, што представува ретка и значајна форма на културна рецепција и комуникација. Сето ова укажува дека англискиот превод на Долго доаѓање на огнот не е само врвен преведувачки потфат, туку и историски чекор во меѓународното препознавање на македонската поезија и јазик. Со него, делото на Ацо Шопов, поет кој што со јасни и длабоки стихови ја обликува светлината и темнината на постоењето, конечно доби глас што одекнува глобално. Заедничкиот препев на Кристина Е. Крамер и Роли Грау на репрезентативниот избор од поезијата на Ацо Шопов, Долго доаѓање на огнот, The Long Coming of the Fire, беше објавен во 2023 година од американската издавачка куќа Deep Valley. Книгата е објавена по повод одбележувањето на 100-годишнината од раѓањето на македонскиот поет и доживеа одлична рецепција како во нашата земја, така и во меѓународен план. Токму заради сето тоа, преводот на Грау и Крамер е достоен добитник на интернационалната награда Драги за најзначаен превод на книга од македонски автор на странски јазик. Скопје, 20 август 2025 година, професор доктор Анастасија Ѓурчинова, председател на комисијата, доктор Јана Михајловска, член на комисијата и Иван Шопов, член на комисијата. Би сакал кусо да ги прочитам и биографиите на Кристина Крамер и Роли Грау, бидејќи чинам дека така е редот. Сигурен сум дека повеќето од вас, ако не и сите, сте запознаени, но убаво е да ги слушнеме уште еднаш. Кристина Е. Крамер е почесна професорка по словенски јазици и лингвистика на Универзитетот во Торонто, Канада. Докторската титула по словенска лингвистика е стекнала на Универзитетот во Северна Каролина, Чепел Хил, Соединетите Американски држави, под менторство на Виктор Фридман, со кого имаме чест денес овде да се дружиме. Во текот на својата академска кариера спроведувала истражување за македонскиот и за други балкански јазици. На катедрата покрај руски и словенска лингвистика повеќе од 3 децении предавала и македонски јазик. Незината работа на полето на македонистиката е признаена со повеќе значени македонски награди и одликувања. Во 2007 година и беше доделен медалот Блаже Конески, а во 2009 година беше избрана за надворешен член на Македонската академија на науките и уметностите. Во
2017 година и беше додаден почесен докторат од Филолошкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Во 2019 година прими медал за заслуги за Македонија. Во последните 20 години Крамер се повеќе се посветува на книжевниот превод од македонски јазик и има објавено 10 преводи на книги, меѓу кои романи од Петар Андоновски, Лидија Димковска, Гоце Смилевски, Владо Урошевиќ и Луан Ставова. Роли Грау е познат како преведувач од словенечки на англиски јазик. 6 од неговите преводи се нашле во поширокиот избор за Даблинската книжевна награда, а негови преводи биле во потесниот избор за преведувачката награда Оксфорд Вајденфелд. Во 2021 година ја добил Лавриновата диплома за достигнување во преводот која доделува Друштвото на словенечките книжевни преведувачки. Од руски јазик ги превел песните и писмата на поетот од 19 век Евгений Паратински. Потекнува од Балтимор, Мериленд Сад, а од почетокот на 2000-тите години живее во Љубљана, Словенија. Вчера имавме прекрасна можност патувајќи на кај Охрид од Скопскиот аеродром со господинот Роли Грау да имаме еден прекрасен разговор, толку информативен, ми го објасни целиот процес од самиот почеток, а ово што викаат од јајце па до крај на колаборацијата со Христина Крамер, но и со Јасминка Шопова, која што исто така ја слушнав завчера и испраќа своите поздрави до сите вас и исто за секунда ја пропуштивме да биде дел од овој настан и сигурно и таа ќе сакаше да спомене неколку инспиративни зборови и сето тоа што го слушнав и знам за овој превод како вака оф рекорд и она што е нели запишано во медиумите, мислам дека наградата во овој краток период од постоењето доаѓа во вистинските раци како никогаш досега. Тоа го тврдам одговорно, бидејќи ова е навистина појава на превод настан за македонистиката ни општо за македонската литература. Уште еднаш моите честитки и би го поканил деканот Владимир Мартиновски да заедно им ги врачиме наградите на добитниците. Ајде прво на Кристина и Крамер и честитам за добитници што се теглија добитници. Може би еве вака се уште. Ајде. Може би, ајде, уште еднаш тука вака за да не се гледа. Добро, еве, кај драги. А не е лошо и книгата да ја... Да, би било убаво да се документира книгата. Да, вие ќе ја држите се прше. И пајде седите в средина. Да, може, најдобро би било така. Најдобро би било така. Ние вака се договоривме, јас ќе почнам бидејќи ќе зборувам на македонски, Роли ќе зборува на англиски, потоа ние ќе читаме две, може би три, зависи од време и чувството во собата, две песни, јас на македонски, тој на англиски. Важи? Ќе говорим. Драги колешки и колеги, за мене представува извонредна чест да бидам овде, обкружено со пријатели и колеги и со мојот сопреведувач Роли Грау,
со кого ја добивме ова награда. Драги, што ни е многу драго. Моите први несигурни чекови во македонскиот јазик беа баш тука на брегот на Охридско езеро. А преведувањето од македонски на англиски ми даде можност да пливам во водите на македонскиот јазик, да нурнам во неговите струјења, речни устија, заливи и лагуни. А во поезијата на Шопов беше како во неговата песна Невреме. Само да знаете како не носеше реката, како не фрлеше од едно до друго езеро. Секогаш, кога ќе слушам дека преводот е невозможен, дека има секакви изрази и зборови што не може да се преведат, дека поезија не се преведува, помислувам дека меѓучовечкото разбирање е базирано толку на преведувањето, односно на она движење на смислото што се одвива преку емоциите, искуствата, знаењето, и дека ова движење на смислата зависи од работата на преведувачите. Да бидам дел од нив е едно од најзначајните достигнувања на мојот живот. За преводот на песните на Ацо Шопов треба на прво место да заблагодарам на Јасмина Шопова, која ме контактираше во август 2020, но не можев да го прифатам овој проект, бидејќи не сум преведувач на поезија. Но Јасмина беше, како секогаш, упорна и кога исоветував да стапи во контакт со Роли Грау, преведувач на поезија од руски и словенечки, кога го знам од пред 30 години, та веднаш предложи ние двајцата заедно да работиме на препевод. Јас ги преведував песните на англиски, Роли од англискиот јазик на поетски јазик. Значи, јас собирам слама и тој од сламата прави злато. А Јасмина го преведуваше за нас светот на Ацо Шопов, песните да бидат негови. Секоја строфа, секој ритам, секоја рима, секоја алитерација, секоја слика, секој звук помина низ нашите раце поединечно, а потоа колективно ја создадува книгата Долго доање на огнот. Им благодарам на Јасмина и Роли за нашата интенсивна соработка. Благодарна сум за поддршката од Македонија во сите изминати години, на сите институции кои ми дадува возможност да го учам и студирам јазикот се подлабоко, како и на сите кои ми одговараа на прашањата во врска со јазикот на Ацо Шопов. Знам дека ќе заборавам некои луѓе и однапред ги молам да ми простат. Виктор Фридман, секогаш, Елени Божаровска, Лилијана Митковска, Елена Петровска, Гоце Смилевски и уште многу други, ви благодарам. Благодарна се служува и на издавачката куќа Deep Vellum Press од Далас во САД, посебно Вил Еванс и Давид Шук, кои ги направија невозможното. Тие го прифатија ракописот и издадува прекрасен двојазичен том во текот на 100-годишната на Шопов во рекордно време. Конечно, ми заблагодаруваме за жирито, што го избра нашиот превод за наградата Драги. Навистина е чест од се срце да се види нашата 3-годишна работа тукму почитувана. Ви благодарам. First, I want to thank you for your indulgence in allowing me to speak my native language, because otherwise we would be here for 40 minutes at least as I struggle through a speech in Macedonian. Esteemed colleagues and dear friends, it is a great honor to be here today with my friend and co-translator Christina Kramer to receive this award. The third person in our collaboration, as Christina mentioned,
who shares this honor completely is Yasmina Shopova. She initiated the entire project, guided us in our work, and entrusted me, a person who knew not a word of Macedonian, with the task of helping to bring her father's voice into English. I had never attempted anything like this in my life, translating poems of such complexity from a language I was only beginning to learn. Needless to say, I would have been lost without Christina's deep and multifaceted understanding of Macedonia's language, history, and culture. I soon came to value as well. She's much too modest in this comment she makes about straw and gold, I should add. Because I valued as well, very quickly I understood how knowledgeable she was about poetry. Her insights and sensitivity was remarkable. She was an excellent reader of my translations and then going back and forth, discussing particular words and details, but more than that, the entire picture of what was happening in the poetry. Ours was a thoroughly collaborative process, and a translation was not complete until we all, including Yasmina, agreed that we had found the best possible solution. But translation is always collaborative. The translator's primary interaction is with the author, or rather with the author's voice and conceptual world, the vision conveyed through the verse. I had never heard of Atso Shopov before Christina wrote to ask if I'd be interested in translating him, and I had no idea what I was getting into. We began with a seemingly simple poem, Kobetie Naiteshko. And in fact, I sent Christina my first attempt at a translation of this poem exactly 5 years ago today, so it's a kind of anniversary. And even then, I knew from the crystalline beauty of that poem that I was dealing with a superb poetic craftsman. The poem speaks about diving into waters of blue, vodite. But as we progressed, we discovered that the waters of Shopov's poetry were often dark and turbulent, and sometimes flowed deep underground. Before long, we reached the cycle Molitvi na moje telo, and the goosebumps on my own body, Mojeta na Asiana koža, told me I was in the presence of one of Europe's truly great poets. That Atso Shopov needed to be shared with the world. For the literary translator, which is what I view myself as more than anything else professionally, there can be no more compelling sense of obligation. I did eventually learn some Macedonian, partly on my own with the help of Christina's magnificent textbook, but also by attending the Letna Škola, right here at the Congress Center 4 years ago. And I'd like to thank Vesna for organizing this, and my teacher, Gordana Alexova, who was wonderful. The more I learned about Macedonia from Christina and also at the Škola and in my own reading, the more I realized it was not just a poet we were bringing to the world, but also a literary culture that had been too often overlooked, and indeed a nation whose very existence has sometimes been denied. Again and again, I have been moved by the warm response our book has received from Macedonians. Here, even when I read initially, Borche reminded me of this, I read a couple of our
translations at a presentation done at the Letna Škola, but then later at Struga and in Toronto, among the Macedonian diaspora, I have felt humbled to have played a part in this important endeavor. I join with Christina in thanking Deep Vellum, our publisher, for producing really a beautiful book, I have to say, as an object. And more particularly for their commitment to introducing first-rate authors from lesser-known cultures and languages to the English-speaking world. And this is very rare. If you don't know this, this is very rare in the English-speaking among publishers. So bravo to them. I'm also deeply grateful to the Draghi Award jury for acknowledging and confirming our work. And today, yesterday, as Žarko and I were driving from, and Valentina were driving from the airport to Ohrid, Žarko was telling me about Dragi Mikhailovsky and the work that he had done as a translator. And it moved me to think of the back and forth between English and Macedonian that this represents. So thank you for that. Vi blagodaram. Две песни. Првата песна, што ќе читам, е едно од првите, се вика Лов на езеро, што е од збирката Слезе со тишината од 1955 година. Лов на езеро. Птица устремена, стрвина, исправен нор со закана, глуне езерска поврдина, модра, од тага исплакана. Темниот удар на крилото, темно ја сече модрината, блеснува на студенилото, рибата в крунот раскината. Денот е сив од умирање. Сами сме, ништо не велиме. Некое немо разбирање, не гони да се разделиме. Hunt on the lake. A bird, eyes fixed. Hunger. A cormorant, erect with threat. Utterly still, the lake's surface. Blue from sorrow wept. The dark beat of the wings darkly cleaves the blue. In the bill, the slashed fish flashes in the cold. The day is gray with dying. We're alone. We don't say a word. A certain mute understanding is driving us apart. И на крај, еден од најпознатите песни, Раѓање на зборот, што е од збирката Небиднина од 1963 година. Глужд на глужд, камен врз камен, камена шума из земјина. Глужд на глужд, камен врз камен, од камен и ние обата. Чади ноќта, зборот се двои од темнината. Модар јаглен му гори во утробата. О ти што постоиш, зашто не постоиш,
Небото го лулаш, земјата ја вртиш. О ти што постоиш, зашто не постоиш, земјата јачи под камени плочници, иде замелушен од своите смрти, зборот што ги крши сите слепоочници. Глушт на глушт, камен врз камен, својот гроб со прокуда го копам. Отвори ме, проклетио, ти тврдино камена, да изгорам во јагленот на зборот, да се стопам. Birth of the word, gnarl upon gnarl, stone upon stone, stone forest, frozen solidness. Gnarl upon gnarl, stone upon stone, stone too, the both of us. Smoke rises in the night, the word separates from the darkness, blue coal burning in its bowels. O you who exist because you do not exist. You shake the sky, you spin the earth. O you who exist because you do not exist. The earth groans beneath stone plates. Dazed from its dyings, the word comes forth, the word that splinters all our temples. Gnarl upon gnarl, stone upon stone, out of bad habit I dig my grave. Open me, accursed one, you fortress of stone, that I may burn in the coals of the word and melt away. Може тука да примете честитки и да, и послание. Anyone who wants to touch my prize Во 12:30 почнуваме со сесијата, значи до тогаш да. Ајде. Да. Еве сега се паде. Кажам, 12:30 почнуваме.